Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за примање на донација, надзор за поставување на сообраќајна сигнализација на територија на општина Битола, даден од страна на НАСАКОМ до Скопје. Точка број 2. Одлука за давање на стопанисување на недвижен имот прифатилиште за сместување бездомни и нерегистрирани куќиња на јавното претпријатие Комуналец Битола. Точка број 3. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Тодор Ангелевски Битола. Точка број 4. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Коле Канински Битола. Точка број 5. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Доктор Трифун Пановски Битола. Точка број 6. Завршна сметка за 2023 година Свети Кирил Методи Битола. Точка број 7. Завршна сметка за 2023 година Крсте Петков Мисирков село Бистрица. Точка број 8. Завршна сметка за 2023 година Климент Охридски Битола. Точка број 9. Завршна сметка за 2023 година Елпида Караманди Битола. Точка број 10. Завршна сметка за 2023 Основно училиште Даме Груев Битола. 11. Завршна сметка за 2023 година Гоце Делчев Битола. 12. Точка. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Георги Сугарев Битола. Точка број 13. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Александар Турунџев село Кукуречани Битола. 14. Точка. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Стив Наумов Битола. Точка број 15. Завршна сметка за 2023 година Средно основно училиште Таки Даскалот Битола. Точка број 16. Завршна сметка за 2023 година Георги Наумов Битола. 17. Завршна сметка за 2023 Доктор Јован Калаузи Битола. 18. Завршна сметка за 2023 година Јане Сандански Битола. 19. Завршна сметка за 2023 година Кузман Шапкарев Битола. 20. Завршна сметка за 2023 година Гимназија Јосип Броз Тито Битола. 21. Завршна сметка за 2023 година Естреја Овадија Мара Битола. 22. Завршна сметка за 2023 година Мајски Цвет Битола. 23. Решение за давање согласност на одлука за ништење на расходован ситен инвентар и опрема што се наоѓа во пописните листи на Естреја Овадија Мара Битола. 24. Решение за давање согласност на правилникот за измени и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во Мајски Цвет Битола. 25. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници вработени во Мајски Цвет Битола за 2024 година. 26. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на даватели на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца за 2024 година во Мајски Цвет Битола. 27. Решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување на отпадниот материјал без книговодствена и употребна вредност во Јане Сандански Битола. 28. Решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување на отпадниот материјал без книговодствена и употребна вредност на доктор Јован Калаузи Битола. 29. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на основната бруто плата на вработените во јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. 30. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во Нискоградба Битола. 31. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во Пела Линк Битола. И 32. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во СИС Жабени Битола. Кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крени рак. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на точка број 1, одлука за примање на донација, надзор за поставување на сообраќајна сигнализација на територија на општина Битола, даден од страна на НАСАКОМ до Скопје. Повелете. Ова одлука се однесува на примање на донација, надзор за поставување на сообраќајна сигнализација на територијата на општина Битола, кој што е даден од страна на НАСАКОМ до Скопје.
Со оваа одлука, општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од правното лице Насаком до Скопје, која се однесува на надзор на поставување на сообраќајна сигнализација на територијата на општина Битола. Донацијата не создава директна корист за давателот, ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, истата е дадена за цели од јавен интерес и се овластува градоначалникот на општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на донацијата. Толку е за оваа одлука за надзорот. Благодарам. Јас имам едно прашање, може не разбирам. За што се работи? За лица кои ќе вршат надзор без да ги плаќаме, не разбирам. Да, надзор за поставување на сообраќајна сигнализација. Значи, На цела територија на Да, општина Битола, да, значи на цела- сегде кај на што цела има? територија. На цела територија на општина Битола. Без надоместок. Добро. Се Прашање работи некој друг? Се работи за донација. Не, супер што се работи за донација, меѓутоа се работи за лица кои ќе бидат надзор над места каде се поставува сообраќајна сигнализација. Да. Така јас разбрав. Да. Повелете. Микрофон кај што се слуша, пошто нема да се слуша на снимка. До вас или дојдете напред едно место. Благодарам, председателке. Мене ме интересира дали се работи за некој конкретен проект или се работи за некој временски период каде ќе бидат покриени тие, да речам, тој надзор. Вака не се работи за конкретен проект, ова е за задолжителен надзор кој што треба да има, односно се работи за периодот до избор на нов надзорен орган. Со оглед на тоа што сега постапката е во тек, за дури да се избере новиот надзорен орган, во тој временски период ќе покрива давателот на донацијата. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Рековте дека постапката е во тек за избор на нов. Не зборам не за донацијата. Ова е донацијата до избор на некој што би бил. Дали ова фирма учествува на таа постапка? Јас во таа постапка не знам, тоа е постапка по јавна набавка. Не, ако тој ни дава помош при што е донација, како и да е, значи, а учествува во постапка, тоа значи дека малце не е коректно спрема другите кои што учествуваат. Значи моментално таа постапка е во тек. Да, Да се избере. дадена е избор, меѓутоа ако е дел таа фирма од изборот, донацијата малце иди како подкуп, така. Не би рекол дека е подкуп, се зависи како гледате вие. Па ако има 3 оператори, да речеме, кои што би вршеле надзор на работењето на сообраќајниците на поставување, а ова ни дава донација, тогаш би отпаднале, другите би било ова. Оти понатаму му даваме овластување на градоначалникот да избери кој оператор ќе ја врши работата. Не би Сам рекол. така ве разбрав јас, извинувам. Не. Се извинувам, ќе го дополнам колегата. Значи, постапката по закон за јавни набавки, независно дали некој ќе донира нешто, не може да го да има било каква предност, бидејќи договорите за донација не произведуваат никакви привилегии за никого. Значи, таа постапка што се води по закон за јавни набавки за избор на надзорен за избор на надзор ќе си биде согласно закон спроведена. Доколку има било какви пропусти, си има начини како тоа може да се провери, но ова гласање на договорот за донација, односно примањето на донација, не му остварува никаква предност за донаторот во случајот. По ниеден основ. Јас имам само уште едно прашање. Дали досега оваа фирма вршела некаде надзор на било која сообраќајница во постапка на општина Битола? Дали имате таква информација? Конкретна информација ќе ја провериме таа информација, меѓутоа мислам дека претходните години имаше извршуван надзор. Не, јас знам дека дали оваа фирма вршела некаде надзор при изработка на било која сообраќајница во градот?
Дали била дел од надзор. За тоа може и фирмата да контактирате. Јас ви кажувам за тука во претходните години да Била дел од надзорот? била дел од надзорот во претходните години. Јас знам дека била, затоа ме интересираше дали имате информација каде, кога, зошто. Добро, ќе си ја прибавиме ако не можете вие да ни ја дајте. Повелете. Пошто и секретарот е тука, дали имаме конкретно нешто, колку време би траела оваа донација, односно колку време фирмата би не покривала со надзор, колку би траела постапката за тендерот. Значи постапката е во тек и ќе ви дадам конкретна информација, се не можам со рок да кажам, меѓутоа одговори колегата, кога ќе заврши таа постапка, ќе прекини донацијата. Благодарам. Друг некој прашања? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на точка број 2. Одлука за давање на стопанисување на недвижен имот, прифатилиште за сместување на бездомни и нерегистрирани куќиња на јавно претпријатие Комуналец Битола. Повелете. Почитувам председател, почитувани советници, како што знаете, подолг период главна тема е делот на почнување со работа на прифатилиште во општина Битола. Конечно, на 10 мај, општина Битола доби решение за одобрување на прифатилиште од надлежниот орган, тоа е Агенцијата за храна и ветеринарство. И согласно тоа решение, понатаму треба да ги спроведеме следните чекори со цел прифатилиштето да се стави во целост во функција. Првиот следен чекор е ова одлука која што треба Советот да ја донесе, која што денес се разгледува на комисија и е предлог. Тоа е одлука за давање на стопанисување на прифатилиште за сместување бездомни и нерегистрирани куќиња на јавното претпријатие Комуналец Битола. Со одлуката се дава на стопанисување прифатилиштето, кое што е изградено и застроено на недвижниот имот. Тука е наведен во детали, заведен во имотен лист број 711/27 на катастарска парцела 547/2 за КО Битола 5, а во сопственост на општина Битола. После донесувањето на ова одлука, Комуналец има обврска да изготви програма за работа, која што веќе им е изготвена, која што секако дека ќе има еден наративен дел кој што ќе образлага што ќе работи, но и еден финансиски дел на начинот на кој што ќе се финансира функционирањето на прифатилиштето, а видно од решението кое што е добиено за одобрување на прифатилиште, исполнети сите услови за тоа да функционира. Толку доколку имате прашања. Благодарам. Јас имам неколку прашања. Првото прашање ми е колкав е капацитетот на прифатилиштето, колку куќиња може да се згрижат во истото? За да бидам прецизен, ќе го исцитирам решението, таа реченица која што се однесува на капацитетот. Прифатилиштето има максимален капацитет за сместување до 55 куќиња. Добро, ви благодарам. Второто прашање е колку време тие куќиња ќе бидат чувани и за колку време ќе бидат вратени на локациите од каде што се заловени? Веќе јавноста актуелна е темата, верувам дека и сите советници се добро информирани со законот. Значи, постапувањето и за да се добие одобрението мора да се поставува согласно важечкиот закон за благосостојба на животните. Значи, во зависност од засебните процедури, сега не би навлегувал во детали, иако имам одредени познавања за тоа, но не е место јас детално да образлагам, ќе си се применува соодветно законот од страна на јавното претпријатие Комуналец и понатаму од страна на ветеринарните друштва кои што ќе бидат ангажирани во делот на здравствената заштита. Инаку се знае правилото: залови, зачувај, стерилизирај, врати. Значи немаме точна временска рамка за колку време истите куќиња би биле вратени на локацијата од каде што се Точната временска рамка во зависност од секој засебен случај ја предвидува законот. Конкретно ако сакате да дискутираме, ако се куќињата стерилизирани и повторно агресивни, има метод каде што се држат до 30 дена и се огласуваат за вдомување.
доколку прв пат се заловуваат, во таа ситуација се превземаат третманите и после нивното опоравување се враќаат на местото. Значи тогаш станува збор за пократок рок, но прецизно Значи самиот закон максимумот е 30 дена. да. И Добро. би требало да заврши со вдомување. А доколку не заврши со вдомување, се враќаат на истата локација. Во зависност од нивната состојба, значи да. Би требало да се вратат на локацијата, така си е законот. Добро. Следно прашање ми е дали имате регистар колку куќиња моментално бездомни имаме на територијата на општина Битола? Значи направен беше извештај анализа која што мислам дека се разгледуваше и на совет беа доставени како материјали. Сега конкретно пред мене ги немам, меѓутоа можеме додатно сето она што го имаме да го доставиме. Да, би било добро да знаеме колку куќиња имаме моментално и што би значило тоа во бројка, бидејќи капацитетот е 50 куќиња за еден месец, би требало да знаеме колку време би било потребно за сите тие куќиња да се стерилизираат. Следно прашање ми е, рековте дека има комуналец програма, јас не сум сигурна дека има, меѓутоа ме интересира дока е постапката за отварање на дејност, односно Агенција за администрација и систематизација на комуналец, бидејќи комуналец мора да има по систематизација и одредени делови мора да ги исполнува. Докаде е таа постапка, дали имате информација? Очекував да сте подобро информирани, бидејќи за да добиеме решение за работа на прифатилиштето, требаше и тој услов да го исполниме. Значи, Мислам, тоа ги има исполнет апсолутно условот. Добро. И да се вратам наназад, исто очекував да сте подобро информирани во делот на бројка на куќиња и линеарно како ќе се средело, а не е тоа така. Значи 55 капацитетот, па колку дена, па колку куќиња. Со работата на прифатилиштето со полн капацитет, за 12 месеци, со анализите кои што ги правеа експертите кои што ги ангажиравме, беше укажувано дека 75% од популацијата на куќиња има можност да се стерилизира и да се започне да се стабилизира состојбата во градот. Затоа е многу важно час поскоро да почне да функционира. А во делот на комуналец исполнети се условите, веќе се обучени и ангажирани лица соодветни, а и дејноста е ставена како дел од дејностите. Програмата за работа е изготвена, но таа програма треба најпрво да помине на управен одбор и на наредна седница на совет или на некој од наредните седници на совет, советот да ја прифати за да може да почне да работи по таа програма. Благодарам. За информираноста не можеме да бидеме информирани кога сте држале состаноци на кои никој од советниците не бил поканет, односно барем оно што го знам. Меѓутоа не знам зашто ви пречи да ви поставуваме прашања. Сега последното прашање ми е: што би значило временски од добивање на решение до почнување со работа? Кога ќе почне да работи? Прво треба да се донесе одлуката за да се предаде објектот, што верувам, меѓутоа не можам тоа да го тврдам, дека советот би ја донел. После тоа, на првата наредна седница, како што кажав, треба да се донесе програмата за работа. Добре. И веднаш може да почне да функционира. После носењето на програмата за работа. Дали комуналец има обезбедени средства за да почне да функционира, бидејќи треба да има јавни набавки за оператор. Јас искрено не гледам дека има јавна набавка за оператор. Тоа е првиот момент. Второ, колку што имам информација, а тоа не го имам добиено од општината или од вас, немате вработени ветеринари, значи вие ќе мора да склучите договор со оператор. Вака, процедурата е следна. Комуналец и да сакаше да има обезбедено средства на почеток на годината, кога ја немаше дејност и кога немавме решение за прифатилиште, тоа не можеше да го направи. Значи, секако дека ќе биде потребно преку програмата за работа на прифатилиштето, општината да обезбеди средства, а комуналец да ги заврши формалностите. Точно, во делот на здравствената заштита стручно или на ангажирањето на ветеринарни друштва, согласно важечкиот закон, ниту може, ниту треба комуналец да има вработено ветеринари, туку тоа ќе биде аутсорсинг услуга која што ќе оди преку рамковен или преку било каков тендер кој што ќе го спроведува во конкретниот случај јавното претпријатие комуналец, а во делот на заловување
и чување и хранење на бездомните животни кои што ќе бидат згрижени, веќе има обучени лица кои што ќе си се дел од вработените на јавното комунално предпријатие. Значи ќе работиме исто со надворешен оператор Само за така тие можеме, услуги, да. а ќе имаме некако финансиски бенефит од истото, така? Сега колку што ве разбрав, зависи од двете одлуки кои треба да ги донеси Советот. Јас еве следна формално седница технички ќе работи, биде не еве следна седница ќе биде на на почетокот на јуни, доколку вие како што велите се готови програмите, нека ја пуштат. Да. Согласно тоа, значи некаде средината на јуни би требало да почне да работи, ако се донесат тие две одлуки. Бидејќи јас верувам дека сите ќе дадат поддршка и дека тие одлуки ќе поминат. Значи следен чекор ќе треба да биде тендерот за набавка на рамковниот тендер конкретно, кој што сугерира дека е подобар да биде, меѓутоа не треба јас тоа да отврдам нити можам, или единечниот тендер за ветеринарно друштво кое што ќе ги врши здравствените услуги. Добро, значи сепак не зависи само од нашите одлуки. Нашите ќе Апсолутно, бидат средени, меѓутоа не зависи само од Апсолутно нашите не одлуки. беше во ниту е момент тоа поентата, тие се формално технички работи кои што мора да се спроведат и не зависи апсолутно ништо само од Советот или само од комуналите или само од општината. Сите заеднички треба сите чекори да се извадат за да се стави во целосна функција. Јас извинете што си земам за право, меѓутоа мислам дека одлуките до средината на јуни ќе бидат донесени. Во ред. Сега од вас ќе зависи кога ќе почне со работа. Јас немам други прашања, некој друг? Повелете. Колку што знам и колку што сум упатен, целиот проект, односно кога треба да се заврши прифатилиштето, тој би имало и ветеринарна служба внатре. Значи, до која фаза сме со прифатилиштето и дали во оваа фаза сега докај што сме собира 55 до 60 кучина или во крајната фаза? Значи, ние сме до крајната фаза на прифатилиштето, бидејќи имаме решение за одобрување со работа на прифатилиште и ова кое што прифатилиште е направено е со капацитет до 55 кучиња. Го сменавме проектот или, пошто колку што знам, нас кој ни беше тука презентирано, ни беше презентирано дека ќе има затворен и отворен дел и дека ќе има ветеринарна служба во склоп на прифатилиштето. Го прилагодивме проектот. Значи не е точно дека го прилагодивме, се работеше за два вида на јавни набавки и спроведена е само едната, а објектот кој требаше да биде прифатилиште не е ни почнат, така да не е прилагодено ништо. Градоначалникот на 7 март кажа дека ќе има јавна набавка за две локации. Општината распиша само за една, така? Или јас сум грешка? И ја постигна целта, доби И решение. јас ве прашувам дали за Значи, двете или за една? Јас прашувам дали беше целта да добиеме Вие прифатилиште не сте или дојдени целта да тука да добиеме поставувате зграда. прашања на советниците. Па, добро. Вие сте административен работник и доколку не можете да ми одговорите, нема да ми одговорите. Не сте дојдени вие да ми поставувате мене тука прашања, немате таква Па добро, функција. ама и сите прашања не се прашања. Па Ова е не мора мојот да одговор. одговорите ако не Па се добро. прашања. Јас само кажувам што кажа градоначалникот на 7 март 2023 година, дека ќе се распиши јавна набавка за две локации. Денес имаме настрешница. Имаме прифатилиште со 55. Не. Денес Значи, имаме немојте да ми прифатилиште. упаѓате во збор, Добро. не ви имам даено. Значи, денес имате настрешница со капацитет од 55 легла, а ние поминавме уште еден проект, кој имаше околу, мислам, 250, во кој требаше да има и ветеринарна служба и вработени. Значи, зборуваме за сосема различни. Ова беше во контекст на прашањето на колегата Трајковски. Повелете. Имам уште едно прашање, дали имаме анализа од прилика колку ќе не кошта ветеринар на годишно ниво кој ќе оди на тендер? Во програмата за работа на комуналец ќе бидат како се вика образложени тие делови. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Повелете. Благодарам, председателке. Јас имам едно прашање и во интерес на јавноста. Не спомнавме што ќе биде со оние животни кои се изнемоштени, нели ќе се заловат, па ќе се случи да почнат во прифатилиштето. Нели од Агенцијата за храна и ветеринарство требаше да се добие дозвола за јама,
за тие животни да се закупуваат таму. Па ме интересира околу тоа прашање каква е програмата на комуналите. Доколку не беше исполнет и тој услов за начинот на кој што ќе се одлагаат лешовите, немаше да се добие решението за одобрување. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Минуваме на точка број 3. Завршна сметка за 2023 година Основно училиште Теодор Ангелевски Битола. Повелете. Јас морам да кажам дека неколку директори ми се јавија и од оправдани причини не се присутни. Така да не се ни сеќавам точно кој училишта беа, меѓутоа се со оправдани причини. Повелете, Теодор Ангелевски. Ве молам само на микрофон. Финансиското работење на Основното училиште Тодор Ангелевски во деловната 2023 година се одвиваше преку 3 сметки. Сметка за наменска дотација, општинска сметка и сметката за самофинансирачки активности. Во делот на сметката за наменска дотација, вкупниот прилив на средства во 23 година изнесуваше 54 милиони 67 милијади 556 денари, од кои беа потрошени за основни плати 37 милиони 714 илјади 488 денари, за придонеси 14 милиони 625 илјади 313 денари, во делот на комуналните услуги, грејење, комуникација и транспорт, потрошени 1 милион 532 илјади и 46 денари, материјали и ситен инвентар 43 илјади 164 денари, поправки тековно одржување 67 илјади денари, делот на договорните услуги потрошени 51 950 денари, други тековни расходи 33 595 денари. Значи, вкупните приходи и расходи на крајот од годината беа изедначени и изнесуваа 54 милиони 67 556 денари. Ова е за наменската. Мислам дека не мора да се мачите многу. Накратко само, ако има некој прашања, ќе си постави. Во ред. За сметката, општинската сметка, вкупниот прилив и одлив се изедначени и изнесуваа во 2023 3 милиони 325 илјади 297 денари. И сметката за самофинансирачки активности, вкупниот прилив на средства изнесуваше 361.630 денари, расходите 204.887 денари, добивката пред оданочување, односно разликата помеѓу приходите и расходите 156.743 денари. Благодарам. Прашања? Повелете, Корлевски. Освен за плати и придонеси, како што спомнавте, и за комунални услуги, грејење и така натаму, бидејќи рековте ситен инвентар 40.000 денари 60, дали имате некоја инвестиција во училиштето, нешто, обновување, реконструкција и така натаму, финансиски средства за тоа? Ли сте одвоиле пари без оглед дали од само финансирање, дали од сметката на општината, од било кој, дали никој денар сте потрошиле за одржувањето на згради беа со 63.000 денари, потрошени средства во износ од 63.000 денари. Збораме зградата цела 60.000 денари. 63.000 денари за одржување на зградата. Па. Повелете, Трајковски. Благодарам, председателке. Мене ме интересира пардон, колкави се расходите за книги и учебници во училиштето, во училишната библиотека? Момент. 9.850 денари. Од самофинансирачката сметка се потрошени. Добро, а за репрезентација? За репрезентација 6.294 денари. На некој Еразмус проект имате учествувано нешто или не? Не, училиштето не е.
Добро, а некои позначени проекти, еве ако нема капитални за училиштето кои се случиле во 2023? Прашањето Нема, реков не. не слушнав пошто не сте на микрофон. Да, не. Добро. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка, точка број 4, завршна сметка за 2023 година, Основно училиште Коле Каненски, Битола. Представник? Јас сум книга. Вие сте? Повелете. Апсолутно Значи, директорката, јас. нема проблем. Накратко, ако може, па тој што си има прашање, ќе си постави, секако ги имаме материјалите. Финансиското работење се одвиваше преку 4 сметки. Сметка за наменска дотација 59.758.322 денари, толку беше приливот на средства, исто и одливот на средства беше 59.758.322 денари. На сметката за општинската сметка, вкупниот прилив изнесуваше 4.241.411 денари, од кои беа потрошени исто 4.241.411 денари. Во делот на сметката за самофинансирачки активности, вкупниот прилив на средства, приходите изнесуваат 322.364 денари, расходите 222.586 денари и добивката пред одоночување, состојбата на жиросметка изнесуваше 99.778 денари. Во училиштето имаше уште една сметка од програмата Еразмус. Во кој приливот на средства изнесуваше 578.504 денари, потрошени беа 455.492 и состојбата на жиросметката на крајот на годината изнесуваше 123.012 денари. Благодарам. Прашања? Повелете. Колкав е расходот за книги и учебници во училишната библиотека? Момент само. Во училишната библиотека имавме донација за книги и учебници, не беа преку сметка платени, во вид на донација. Добро. Истата изнесува? Или немаме... Молам? Колку изнесува сумата или немаме информација? Немам информација за тоа, таа е донација беше. Добро, а колкави се расходите? Мислам репрезентацијата на училиштето? 43.010 денари. Во сметка да видов негде изнајмување на друг тип на простор. Зашо беше тоа? Која е намената тие 12.000? На сметката на самофинансирачките или на 903? За која Сега конкретно? точно која беше. Мислам дека беше на самофинансирачки, но не сум сигурен. Момент. Ова е изнајмување на Домот на културата, салата за училишната приредба за патрониот празник. А проектот Еразмус, зашо беше? Мислам, за наставници беше? За наставници и за ученици. Добро. И уште е во тек, моментално е сега во училиштето се одвива последната фаза, последната мобилност на... Добро, како гласи проектот? Проектот гласи Digital Power, дигитална моќ, размена на искуства и практики. Дали во училиштето се користат грејни тела на дрва, пошто видов дрва дека? Се користат во подрачното училиште во Буково.
некаков капитален проект за 2023 има училиштето, негде нешто Имаше да... некоја, да, во училиштето од 603 сметката беше набавен во како капитален беше опрема и машини. Во делот кај опремата и машини имаше поголем износ. Тоа е 160.000 денари, тоа е професионален копир за потребите на училиштето. Добро, благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Дали имате издвоено средства за приклучување кон топловодот? Средства немаме Планирани меѓутоа средства за планирано е, приклучување. Да, имаше и преддоговор, нешто беше за... Меѓутоа средствата не се планирани моментално. Благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Значи проект изработивте нешто за таква работа, што покрај вас върви? Не, ние не изработуваме проект. Не изработувате проекти. А не склучувате проекти со некој договор, бидејќи таму помина веќе топловодот замина. Не, училиштето не. Не, значи ништо. Не сме проект. Побаравте од општина Битола? Побарахме. Побаравте и што ви одговори? Не, моментално е тоа, сега пред еден месец беше тоа. Како за проектот за приклучување. И се приклучивте или не? Не. Добро, толку. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка број... Чекај малце, Габи, извини. Извинете, повелете. Се извинувам. Од општинската сметка 4.240.000 денари добиени од општина, колку пари се инвестирани? Може подробно нешто крупно да ми одговорите? Во што се инвестирани тие пари? Некоја реконструкција, реновирање, обновување? Овие се во делот кај комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт има потрошено 1.675.825 денари, поправки тековно одржување 127.740 денари, во делот кај договорните услуги 589.897, се потрошија средства за купување на опрема и машини 160.000 денари. Благодарам. Благодарам. Минуваме на точка број 5. Завршна сметка за 2023 година. Доктор Трифун Пановски, Битола. Повелете. Основното училиште доктор Трифун Пановски Битола во 2023 година имаше 3 сметки. Првата е сметката од наменската дотација 903. Истата беше во износ од 29.785.806 денари. Втората е општинската сметка, значи дотацијата од општинската сметка во износ од 3.536.971 денар. И третата е сметката за самофинансирачки активности 787. Истата имаше прилив од вкупно приходи 92.506 денари, расходи 83.979 денари, салдото на жиро сметка е на крајот од 2023 година изнесуваше 8.527 денари. Во врска со завршната сметка можам да кажам дека вредноста на основните средства во 2023 година изнесуваше 4.205.308 денари, обврските за плата за месец декември се во износ од 3.484.506 денари, обврските кон добавувачите на крајот од годината изнесуваа 610.825 денари и просечниот број на вработени во 2023 година беше 54 лица. Тоа е во врска со завршната. Благодарам. Прашања? Повелете. Заклучно. Плюс или минус сте сега на крај? На крај имаме 8.527 денари на самофинансирачката сметка. Вкупно? Молам? Вкупно сте во плюс и самофинансирачка и се? Плюс сме, да. Добро. Што инвестиравте во Трифун Пановски? Имаше зафат за смена на санитарните јазли во износ од 1.770.293, тоа е преку општинската сметка. Добро. Тоа е тоа? Да. Добро. Превоз нешто имате за ученици? Да.
Превозот исто преку општинската сметка 160.684, меѓутоа има и од 903 од наменската дотација 32.441. Комбинирани фактички се расходите. Дел преку наменската дотација, дел преку општинската сметка. Дел од наменската ќе имате од 903, така, дел од 903, дел од 603. така, во ред. И сте на нула, така до кој месец? Завршно до 12 вие? Да. Имате под барања сега? Оти ќе правиме ребаланс, ќе правиме да знаеме дали ви требат дали пари. имаме заостанати обврски? Да. Да, имаме. Колку, во колкава сума? На крајот од 2023 година 610.825. Па не сте во плюс. Со првата дотација во 2023 дел се платени и сега друга е состојбата во моментот. Значи не сте во плюс, окей. Претходно, извини, за Тодор Ангелевски, за Коле Каневски со превоз, овие колку должат тие таму? Само за превоз. Се извинувам, председателка, ама го изумивме то за превозот сега, пошто многу ученици пи. Следале на телевизија, што знам. За Колеканиски 406.178 денари. Добро, таму 406 должиме, а на другата, кај Тодор Ангелевски? Мола? Кај Тодор Ангелевски колку Тодор Ангелевски нема превоз. Нема? Добро. Не. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка број 6, завршна сметка за 2023 година Свети Кирил и Методи и Битола. Повелете. Финансиското работење на основното училиште Свети Кирил и Методи Битола се одвиваше преку три сметки. Сметка за наменска дотација, сметка за самофинансирачки активности и сметката 603. Во делот кај самофинансирачките активности, вкупниот прилив на средства изнесуваше 218.483 денари, а вкупните расходи беа во износ од 50.639 денари. Состојбата на жиросметката на крајот на годината изнесуваше 167.844 денари. На сметката за самофинансирачки, на сметката за наменска дотација, приливот изнесуваше 27.381.750 денари, а кај сметката 603, вкупниот прилив и одлив на средствата изнесува 1.040.398 денари. Благодарам. Прашање? Повелете. Прво Корлевски крена. Ајде. Инвестиција некој километар? Нема. Немате за превоз нешто? А сега Колку само должите? проверам. Да, проверам. 192.000. 192.000, добро. Благодарам. Павели Трајковски. Колку се расходите за книги и учебници во училишната библиотека? Од сметката нема набавено за 2023 книги и учебници. Добро, а расходи за репрезентација? Сега момент. Расходи за репрезентација нема. На некој Еразмус проект има Не се учествувано? учесници, не. А дали користат грейни тела на дрва? Грейни тела не. Во Логоварди, во подрачното училиште во Логоварди. Во Логоварди? Да. А некој проект, еве ако не е капитален, што може да го издвоиме за 2023 што се случил во училиштето нешто? Нема. Добро, благодарам. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам за присуството, ама некако цел ден вие сте тука дежурни. Следна точка број 7, завршна сметка за 2023 година, Основно училиште Крсте Петков Мисирков, Бистрица.
Повелете. Не сте вие? Јас. Не сум јас. Добро. Извинете за средните училишта, утре уште. Да, утре ќе бидат. Повелете, Бистрица. Почитувани, училиштето работи со 4 жиросметки, од кои една се однесува на проектот за меѓуетничка интеграција и изнесува 30.000 денари. Колку доаѓаат средства, толку и се потрошени. Доаѓаат како приходи од 30.000 денари на контото 725.939, а се трошат преку 464.990 како разни трансфери и се употребени за материјали во училиштето. Тоа е значи од проектот на 603 сметката која доаѓа од МОН и се однесува на меѓуетничката интеграција. Другата сметка, 603, е 16. Таа е онаа сметка што го помага работењето на 903 сметката. За да не ве замарам со броеви, со цифри, јас би кажала дека вкупните расходи се 5.484.245, колку што се и приходите, а нешто што повеќе паѓа во очи, тоа е цифрата на 424.440, каде околу 300.000 или поточно 351.640 се потрошени за поставување на котел во училиштето. Кај другите трансфери има еден износ 113.856, тоа е она рефундација за првачињата и децата со посебни потреби. Пред вас ги имате листите, за да ги видите како се распоредени трошоците. Значи, како наменски дошле, така и се потрошиле. Добро, ако има некој прашања, ќе си постави. Така. На сметката 903 се вкупните расходи 54.228.480, колку што и се потрошени. И таму сметам дека нешто што ќе ви падне во очи е цифрата 687, која се однесува на огласите, а се пуштени во 426.990, али не се оние огласи кои ги водиме на конто 426.410 за вработување, туку се однесуваат за тендерите за јавните набавки. Тоа го имам за 903. Четвртата сметка е собствените приходи. Тука е добивка пред оданочување 3.386. Истата е и по оданочување и служи за наредната година. На контото пренесен вишок од претходна година тековна имаше 266 денари и како неданочен приход е 3120 од продажба на стариот хотел и вкупно на жиросметката останаа тие 3386, колку што изнесува и вкупната добивка по даночување. Тоа го имам за овие 4 сметки, со тоа што работењето во главном на 787 е само по овие 2 ставки. Благодарам. Дали некој има прашање? Повелете. Ајде, Карлевски. Претходно кажа дека имавте долг 1,5 милиони за превоз. Сега колку должите за превоз? Како? За превоз на Јас ученици. ќе ви одговорам. Моменталниот долг заклучно со денес е 1.190.000 вкупно на ниво на цело училиште. Значи не сте во добивка како што вели 3.000 денари, туку сте кон добавува, значи над 1 милион денари може да ја блокирате. Моментално, значи овие завршните сметки се од 31 декември, моментално 1.200.000 денари, од кои, ако сакате, ќе ви прочитам детално. Не, нема потреба, значи битно сте во загуба. И во однос на имаше
сините ще упаднат, меѓутоа не кажав добивка за онаму каде што е превозот. Добивката е на самофинансирачката дејност. Разбравме. Овие 3380. Разбравме. Значи, На 787 сметката. граѓаните и добавачите ич не ги интересираат на 787 или 562, туку ги интересираат Законот за буџет не дава така. Вели тоа е активно временско разграничување и не во делува на 2010 финансов година. резултат. Во 2010 година сите училишта беа блокирани, токму заради превозот. Да. Ич не ги интересираше ни која сметка се плюс или минус. Беа заради превоз. Да, меѓутоа тоа беше временско разграничување, а не беше загуба. Одлично. Дали имате со кровот двостред што направите, ви го реконструирате? Ништо со кровот двострец не е реализирано, не е за жал реализирана ни спортската сала најавена во Бистрица, ниту во реновирање во Кременица. Начално имавме согласност од општината и од градоначалникот за дислокација на објектот на училиштето во Кременица, во старата амбуланта, бидејќи тој објект е по-одржан. Меѓутоа, на крајот испадна дека немаме согласност и си останавме во стариот објект. И морам да кажам за жал, бидејќи имавме еден проект со ОПСЕ, градиме мостови и дограмата која што требаше да наместиме во новиот, да речем, објект, ја ставивме во стариот, искрено срамота, бидејќи објектот се распаѓа, ние ставаме нова ПВЦ дограма, меѓутоа мораше да ја употребиме, бидејќи веќе донацијата беше, проектот беше завршен и моравме да искористиме. Супер. Поаравте од општина Битола нешто во текот на годината, да даде дополнително за игралиште, за било што, значи за тие работи? Побарани се повеќе, имаме повеќе барања. Одговорот? Немаме. Благодарам. Благодарам. Трајковски повели. Ме интересира само дали имаат грејни тела уште на дрва. Да, во сите подрачни училишта, освен во Кравари, грејењето е на дрва. Благодарам. Благодарам. Колешката бараше збор или не? Јас Да. со Корлевски се поклопив. Се поклопивте, добро. Благодарам. Некој друг? Доколку немате, ви благодарам. Следна точка. Точка број 8. Завршна сметка за 2023 година Свети Климент Охридски Битола. Повелете. Ве молам, уклучете го. Училиштето Свети Климент Охридски работи со 8 жиросметки, од кои 5 се однесуваат на проекти и 3 се сметката 603.11, сметката за самофинансирачки дејности и сметката за наменска дотација. Кај наменската дотација вкупните приходи се 52.345.471, колку што изнесуваат и расходите. Знаете дека тука во целост се преклопуваат строго наменски. Пред вас ги имате како се трошени средствата од наменската дотација или да ги читам поединечно. Не мора да ги читате, доколку некој сака да си постави прашање, ќе си постави. А сметката за самофинансирачки дејности завршува со позитивен финансиски резултат од 185.220, онолку колку што изнесува и добивката по оданочување и колку што е износот цел на жиросметката. Приходите доаѓаат по основ на други помошни активности во образованието, закупнина од објектите, знаете дека училиштето ја издава и салата, и пренесениот вишок на приходи од претходната година, кој изнесува 151.971. По-специфично е, значи, тоа што училиштето завршува со еден позитивен финансов резултат,
а на сметката 603,11 вкупните приходи се 5 милиони 834 и вкупните разходи изнесуваат толку. По-специфично во оваа сметка во работењето ќе ви падне во очи на контото 464 990 износот од 530 276 денари. Меѓутоа, тие се средства кои се користат за рефундација на првачињата и на децата со посебни потреби. Толку има за основните жиросметки на училиштето, а од проектите ги имате поединечно како се однесува трошењето, а како вкупно, за да не ве замарам со бројки, од проекти остварени се приходи 1 797 653, а расходи 1 795 553. Во глобала и прецизно остануваат 2100 после сите трансакции на овие сметки од проектите на сметката 70 30 105 169 785 ДО 2100 денари, кој е целосен износ како добивка од вкупните проекти за целата 2023 година. Или, ако сакате се вкупно, значи вкупно сметките кои беа редовни и вкупно од проектите изнесуваат 59 741 449, тоа се вкупни приходи кои стигнале во училиштето, а се потрошиле 58 653 879, што значи дека вкупната добивка од проектите и од сите сметки кои се редовни изнесува 187 320 или поточно тоа е позитивен финансиски резултат. Благодарам. Прашања? Ајде, Трајковски повели. Дали реализиравте некаков капитален проект во 2023? Ако се смета како капитален, пошто не се тие средства поминати како капитална инвестиција преку Народната банка, туку директно како приход во училиштето, потрошени се средства за една училница каде беше променет кровот. Благодарам. Некоја друга инвестиција нема. За книгите има една сума 1700 и нешто, што би рекла дека е корисно. Зашо е тоа? За книги во библиотеката. Добро, а колкави се расходите за репрезентација? Репрезентација поточно немаме. Добро. Дали сте учествувале на Еразмус проект? Јас ќе ви одговорам да. И имаме Добро. тековно уште еден проект од Еразмус и плюс акредитација за училиштето за работа на Еразмус проект. Добро, тоа е за ученици, за наставници? И за ученици и за наставници. Како гласи проектот? Тековниот сега? Да. Роботиката вчера, денес и утре и влијанието врз климатските промени. А во 2023 сте учествувале? Да. На кој проект? COVID-19, борба против насилството. COVID-19 во 2023? Тогаш завршва. Тие проекти траат по 3 години. Добро, дали користите грејни тела на дрва? Како? Дали користите грејни тела на дрва? На дрва? Не. Да. Добро. Благодарам. Повелете, Корлевски. Превоз нешто имате? За
превоз од општината нешто должите? Сега момент. Сега само момент. На 31.12. должиме 357 920 денари. И второ прашање, од општина Битола, нека донација, имате нешто посебно за извршување, за нешто за проекти за било што? От момент само. Само момент. Не се работи за донација, туку тоа се оние средства кои го помагаат работењето на 903 сметката. Оние 5 милиони 624 на сметката 603.11. Тоа не е проект, туку тоа е средства кои доаѓаат од општината. 5 милиони денари доаѓаат за... Да. Доаѓаат како надомест за годишен одмор не на за износ годишен. 910.000, канцелари електрична енергија 107 452, водовод и канализација, ѓубретарина, сите да ви ги читам како цифри. Не. Значи, ако спомнавте дека 2 милиони денари се направени проекти за од Еразмус, колку, значи, еве странциве или некој изработил тука заедно 2 милиони денари од Еразмус? Океј, колку направила општината за некој проект, било што? Нема проект. Нема од општината проект. Од општината нема проект. Толку. Тековно има од Министерството проекти сега. Повелете, Тројковски. Дали ќе може до денот на седмицата да ги добиеме сите училишта кои должат за превоз, пошто гледам сметководителите се тука, до денот на седмицата да ги добиеме... Ајде, молам, запишете да влези во записник и да ги известите. Може да го цитираш прашањето, барањето? Колку училиштето должи за превоз, колку училиштето должи за превоз? Превоз на ученици. Да, за превоз на ученици. Пуштете могу до седница да го добиеме. Оте има промена. Од овие месеци е плаќано. Да. Може, да. Добро. Двата основи нека бидат. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Следна точка број 9. Завршна сметка за 2023 година, Основно училиште Елпида Караманди Битола. Повелете. Училиштето Елпида Караманди во 2023 година работеше со 5 сметки, и тоа сметката наменска дотација, општинската сметка, сметката самофинансирачки активности и 2 донаторски сметки од проектите Еразмус Плюс. На сметката наменска дотација, вкупните приходи изнесуваат 46 милиони 952 459 денари и исто толку и се потрошени, и тоа за плати, придонеси, комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи и трансфери. Вкупните расходи на оваа жиросметка изнесуваат 46 милиони 952 459 денари и салдото на жиросметката на крајот на годината изнесува 0.
На сметката 603 или општинската сметка, вкупните приходи изнесуваа 6.070.085 денари и исто толку се потрошени и тоа за комунални услуги, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги, разни трансфери, реконструкција на објекти и други тековни расходи. Салдото на оваа жиросметка исто така изнесува нула. На сопствената или самофинансирачка сметка, вкупните приходи во 2023 година изнесуваа 493.175 денари, а расходите изнесуваа 373.269 денари. Салдото на оваа жиросметка е 119.906 денари и истото се пренесува како почетна состојба во 2024 година. И двете сметки од проектите Еразмус Плюс. На сметката Еразмус К2 вкупните приходи изнесуваа 428.361 денар, исто толку изнесува и расходите и салдото на оваа жиросметка е нула. И таа сметка во 2023 тој проект заврши, исто како и на донаторската сметка од проектот Еразмус Плюс К1, вкупните приходи се 155.732 денари, а вкупните расходи 155.400 денари. Останува салдо на жиросметката од 332 денари. Благодарам. Толку? Така? Прашања? Јас имам едно прашање до директорката. Директорке, што направивте со спортската? Спортската сала? Да, со грејењето. Трета година се уште не е поправено. Значи се уште не работи трета година со ред. Имаме нефункционална спортска сала. Мене тоа ме интересираше и второто прашање ми е, се почна со работа на игралиштата? Се почна. Баш ми е мило. Има наисто така. Значи војната се исплатеше. Некој друг прашања? Повелете, Трајковски. Да не има поќе уклучен. Може. Одма мислиш дека некој нешто ти прави. Колкави се расходите за книги и учебници во училиштето? И исто за репрезентација? За репрезентација трошоци немаме во 2023, а за книги 1880 денари. Ке дополнам за книги, значи библиотеката располага со над 15.000 наслови, само тековно новите лектири се купуваат. Добро. Дали имате учествувано на некој Еразмус проект? Да, како што кажа книговодителката, и двата проекти завршија. Тоа беше за наставници или за ученици? И за наставници и за ученици. Добро, благодарам. Повелете, Карлевски. Превоз нешто имате, таква работа? Има. Должите? На крајот на годината 330 момент. 335.622 денари на крајот на 2023. Сега ситуацијата е друга, мислам. Друга нека инвестиција од општина Битола имате нешто? Од општина Битола не, меѓутоа да се пофалиме, кровот се промени минатата година 23-та, меѓутоа се уште не е добиена вредноста колку изнесува од МОН, па тоа ќе остане за наредна 24-та година да го спомниме. И благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка, точка број 10, завршна сметка за 2023 година, Основно училиште Даме Груев Битола. Основното училиште Даме Груев Битола
За 2023 година работи со 6 жиросметки, сметката 903 наменски блок дотации, каде вкупните приходи, како и расходи се 96 милиони 364 278, сметката 603 општинска наменска сметка, вкупните приходи се 3 милиони 206 293, како и вкупните расходи во истиот износ, сметката 787 самофинансирачки активности, вкупните приходи 115 610, во делот на вкупните приходи се извинувам 213 526, вкупните расходи 115 610, разликата помеѓу приходите и расходите се пренесува како почетно салдо на жиросметката со 1.1.2024 година и 3 Еразмус проекти, проектот 78530 Еразмус Германија, вкупните приходи 133 696, вкупни расходи 127 840, исто сметката, салдото на сметка се пренесува за наредна година. Сметката 78544 К 122 Еразмус, вкупните приходи 599 003 денари, вкупните расходи 557 982, исто салдото, разликата помеѓу приходите и расходите се пренесува како салдо за наредна година и сметката 78559 Еразмус плюс К 220, вкупните приходи 2 милиони 117 245 и во делот на расходи 1 537 297. Исто салдо, разликата помеѓу приходите и расходите се пренесува како салдо за почетна година со 1.1.2024 година. Благодарам. Повелете. Прашања? Повелете. Превоз. Превоз на ученици заклучно со 31.12. 150 и 3290 денари кои трошоци се покриени со блок дотациите во наредна 2024 година. Во моментот за превоз на ученици се должи последната фактура за 4 месец во Основно училиште Даме Груев Битол. Добро. Со блок дотациите од кој, од МОН или од општината? Од општина Битол. Добро. Во однос на проекти имате нешто од општина Битола? Капитален нешто? Капитални инвестиции, како капитални не во делот на тековно одржување, на сметката 787 самофинансирачки активности, имаме, се извинувам, на сметката 603 преку општината, имаме пренамена на една од учениците во сензорна соба за потребите на учениците. Во делот на одржување на згради туку се потрошени 95.078 за поликолор, боја, разредувачи, ламинат, промена на бојадисување на училницата, промена на врата. Во тој дел имаме инвестиција. Дали имате проект или се приклучивте на топловодот? Во моментот нема Бидејќи таква врвите информација. Немате? Добро. Прашање некој друг? Повелете. Расходи за книги и учебници во училишната библиотека? Расходи за репрезентација? За репрезентација нема. Добро. Благодарам. Некој друг прашања? Благодарам. Следно прашање, следна точка. Точка број 11, завршна сметка за 2023 година Основно училиште Гоце Делчев Битола. Повелете. Основното училиште Гоце Делчев Битола во 2023 година работеше со 3 сметки, од кои сметката 903 добиени се средства во вредност од 43 милиони 993 073 денари и исто толку се потрошени. На сметката 603, односно општинската сметка, се добиени средства во вредност од 3 милиони 090 денари, 961 динар. Исто толку се потрошени. Те не ги читаме во основите, ги имат по кои основи ги имате пред вас. И на собствената сметка 787 оствари приходи во вредност од 86 996 денари. По основ на такси и дипломи, други помошни активности во образованието и закупнина на објекти и средства префрлени од претходната година. Расходите изнесува во вредност од 40.867 денари, а разликата од 46.099 денари се префрла во 24 година и строго наменски е испланирано да се потроши. Тоа е накратко. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Повелете.
Некаков капитален проект во 2023 за училиштето нешто? Но се правени некои помали или поголеми зафати во спортската сала која е направена од донации. Тоа што мене ми познато. Некој обновување на училишната библиотека, расходи нешто имаме за книги, учебници? Расходи конкретно немаме да се платени преку сметката, меѓутоа преку донации се набавени известен број на книги. Дали имаме расходи за репрезентација? Не. Благодарам. Јас имам едно прашање до директорката. Директорке, години овде се збора за паркирањето на коли. Во изминатата година имате некаква иницијатива, нешто превземено како училиште, бидејќи јас сум долги години тука советник, не памтам дека некој се зафатил со овој проблем, иако деноноќно, барем јас, го потенцирам. Значи, училиштето ви е паркинг. Апсолутно се согласувам со вас и ние имаме секојдневни проблеми со родителите чии деца, значи тука учат бидејќи имаме и првачиња и Имате безбедноста. 3 игралишта нефункционални. Се обидуваме да го решиме тој проблем. Сега скоро беше и во посета градоначалникот заедно со представници од општината и имаме некој план, значи со помош од општината, со комуналното предпријатие околу оградување на училишниот двор во рамките на, мислам, според планот, катастарскиот документ покажува дека училишниот двор припаѓа на училиштето, но тука има еден дел кој што го користи Центарот за култура и Народниот театар во Битола, тука им се гаражите, па некако со заеднички договор ние да им обстапиме нив место за да можат тие да се движат и да го користат тој простор, а останатиот простор да биде ограден. Значи се до амбулантата, мислам сите добро го знаеме просторот, односно училишниот двор во Гоце Делчев, се до амбулантата катастарски припаѓа на основното училиште. Значи таму јас колку што гледам, а секој ден гледам, се е оградено. Значи ние збораме за една рампа што треба да функционира и после работно време. Во изминатите години искуството, значи, покажува и на вработените кои долги години работат во училиште, дека имало поставувано и рампи, се уништува, се крши, се било пробано, меѓутоа не успева. Не знам што се случува. Исто така имав и разговори со директорот на паркинзи, заеднички некако да се обидиме, да најдеме решение околу, мислам дека најмногу ќе помогне оградување. Па сами рековте дека се кршат. Ако ги оградиме, ако ги кршат? Да се пренамени тој простор заедно со нивна помош, заеднички значи, збораме некое за едното игралиште, тогаш би го отстраниле игралиштето, ако збораме за истото. Значи, збораме за фудбалското игралиште. Да, се до амбулантата. Тој простор припаѓа тука. Меѓутоа и пред тој простор тоа е државно земјиште и тука се паркира, има знак забрането паркирање. Ние постојано алармираме и во полиција пријавуваме, некогаш се случуваат и непријатни ситуации, доаѓа пајак службата ги подигнува возилата, меѓутоа секојдневно е тоа. Секојдневно се бориме. Добро. Повелете некој друг прашање. Повели Крлевски. Превоз. Меѓутоа немам само за превоз, ама ќе ви напоменам дека долгот се однесува на фактури од 12 месец, евентуално од 11 месец, кои не сме во можност, нели, фактурите од 12 доаѓаат во први и во меѓувреме се сите платени. Значи, дали ме разбирате, не знам. Услугата направена во 12 месец се фактурира во први и тога се плати. Затоа во завршната стои како долг, мора фактурата да влезе како долг, а реално сега е во моментот платен. Знаете зашто ја прашам сите? Затоа што колку е долгот, значи едно е кој ќе расправаме дали има долгови општината, нас не велат нема во позитива. Дали има долгови во спортот? Нема, вика. Кој ќе дојат тука има. Дали има долгови во училиштето образование? Нема, вика. И кажувате дека има на завршни сметки. Тековни, нетековни, значи има. Значи ние кога збораме за завршна сметка на општина Битола, вие добивате финансиски средства од општина Битола.
Да, меѓутоа И дали тие не пари дека се фактури- вкупни пари и после спрема нив правиме план, програма за образование, имаме, значи цела програма за образование. Колку кошта програмата? Правиме програма за спорт и така натаму, тоа го знаете вие таа работа. На граѓаните се и нас ти се представува една слика, во суштина на терен е друга. Тоа ми е суштината, не дека јас нема да бидам. Ве разбирам јас потполно, меѓутоа само да направите разлика, ви кажувам дека фактури стигнати во 12-ти месец влегват во завршната сметка, а се плаќаат во текот на јануар. Нема да ја добиете правата слика ако така, по таа логика одите. Тоа сакам да помогнам. Добро, проект, каже го побаро освари тоа, колега. Само да напоменам, пошто мислам дека не се разбираме, околу сметките, да, се плаќаат во први, но ако сме го испланирале добро ние буџетот, тогаш за 12 ќе треба да пренесеме некаков вишок, што ќе треба да биде платен во први, во следната година, така? Благодарам. Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате, сминуваме на следна точка. Точка број 12, завршна сметка за 2023 Ѓорги Сугарев Битола. Основното училиште Ѓорги Сугарев за 2023 година. Накратко само кажи Да, си ги активно бројките, си имаме материјали, не се мотретирај. Со 6 жиросметки, сметката 903 наменски блок дотации, сметката 603 општинска наменска сметка, сметката 787 самофинансирачки и 3 Еразмус проекти. Прашања? Ајде, Корлевски. Превоз. Превоз на учениците, тековните обврски за 12 месец, кои што се исплаќаат во јануари и февруари месец. Во моментот превоз на ученици се борчи само последниот месец, односно за 4ти месец. Благодарам. Има разлика, во некои училишта се борче, во некои училишта не се должи. Ќе се Во одбира. моите сите се така. Па сега, затоа ќе видиме. Втора работа. Авулата, течи во Ѓорги Сугарев се реконструира? Тука е директорот. Ајде, директоре. 3 години го прашувам тоа. Три, ама на 21 овој месец почнуваме. Мислам, завршена е процедурата. Секоја година истиот тоа. Сега, во вецината да не ви течи таму во кај лицата со попречености? Сега кој ќе врни дождот? Тоа беше, да, проблемот со аулата и конечно успеавме. Финишира целата процедура, на 21 се почнува со градежните активности. Од аулата течи во вецината? Проблемот со покривот во аулата и во аула и од покривот и во аулата не тече и долу во посебните имавме влага и во библиотеката. Сега, значи, Да. оти беше кажано само аулата, ама сега испадна дека цело училиште тече. Да, да, на повеќе места од аулата не се појавува влага. Немаат представа колегите советници, ама снимките се страшни. Мислам сега кога врни доша, не тек цела година. И добро, проекти нешто од општина Битола? Не. Благодарам. Доколку нема никој друг прашања, ви благодарам за присуството. Точка број 13, завршна сметка за 2023 година, Основно училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Повелете. Основното училиште Александар Турунџев во 23 година работеше со 4 сметки. Сметката 903, на која доби средства во висина од 28 милиони 094.070 денари и исто толку наменски ги потроши. На општинската сметка 603 доби средства во висина од 2 милиони 549.025 денари и истите наменски ги искористи. На собствената сметка 787 имаше оствари приход од 5439 денари, од кои 4000 денари од закупнина, 1439 денари префрлени од претходната година. Расходите на оваа сметка изнесуваат се во висина на 5210 денари, односно разликата од 229 денари се префрла во оваа година и наменски ќе се потроши. Четвртата сметка е сметката за проектот Еразмус Плюс, на кој се добиени средства во висина од 995.017 денари,
а потрошени се 966.909 денари. Разликата од 28.108 денари се префрла за да се потрошат во оваа година. Овој проект е повеќе годишен и ова година треба да заврши. Благодарам. Прашања? Повелете. Превоз. Истиот одговор ќе ви го дадам, затоа што го немам пред мене, мислам, долгот за превоз, меѓутоа се работи за фактури неплатени, годината е заврши, со фактури неплатени за 12 месец, евентуално не ме држите за збор за 11 месец, и истите се платени во текот на јавно. Добро, проекти од општина Битола? Конкретно во 23-та не. Не. Од Министерство за образование и наука, колкава е сумата што завршивте? Што ја добивме? Да. Сметката 903? Да. 28 милиони 094 070 денари. Благодарам. Благодарам. Тоа беше во текот на 22-ра комплетно реновирано и веројатно затоа ова година и немаше потреба од дополнителни донации. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам. И последна за денес точка, 14, завршна сметка за 2023 година, Основно училиште Стив Наумов, Битола. Училиштето Стив Наумов Битола во 23 година работеше со 3 сметки, и тоа сметката 903, на која доби средства во вредност од 39 милиони 820 хиляди 493 денари. Истите наменски беа потрошени. На сметката 603 од општина Битола доби средства во висина од 2 милиони 311 хиляди 637 денари. Исто така, оваа сума беше наменски потрошена според буџетот на училиштето. На сметката 787 беа остварени приходи од 181.661 денар, а по основ на такси и дипломи, други помошни активности во образованието, закупни на објекти и пренесен вишок од претходна година. Расходите на оваа сметка изнесуваа во висина од 166.375 денари, а разликата од 15.286 денари е префрлена во 24 година и исто така наменски ќе се троши според буџетот на училиште. Превоз немаше. Исто го поставите прашањето. Благодарам. Прашања? Проекти од општина Битола, нешто? Капитални? Да, дали и директорот нешто било самофинансирачки, небитно. Благодарам, почитуване председателки, почитувани советници, колеги кои останавте. Основното училиште Стив Наумов има еден проект кој може би го забележавте и на официјалната страна на Стив Наумов, каде што комплетно е реновиран предниот двор, хортикултурно уреден е, смената е целосна водоводна и одводна мрежа, поставен е чакал, бетон и над нив се поставени оние гумени плочки, со тоа што училиштето доби еден одличен лик. Таа е целосна донација. Донација околу 1.152.000 денари, доколку сакате точно и бројките ќе ви ги представам вас. Тоа е од страна на општествено одговорни компании во градот Битола. Имаме комплетно реновирана, јас ја нарекувам пилот училница, каде што се сменати ѕидови, тавани, нова инсталација ставена, паркетот е комплетно променет, вратите се променети, внатре се поставени смарт табли, тоа е инвестиција околу 470.000 денари, доколку сакате точно и тоа ќе го добиете како информација. Значи, ние како училиште успеавме со донатори, со општествено одговорни компании да ни помогнат. Имаме уште неколку проекти, но ќе ве замолам вие како општина тука, како советници. Училиштето има изготвен проект за фасада, каде што мислам општината аплицираше, успеа, се уште немаме официјално, викат дека не успеа да го добиеме проектот за
реновирање на целосната фасада. Јас го имам проектот доставен до сите вас, до општината, Битола, до градоначалникот, и доколку има некој ребаланс, имате можност вие како советници заедно да ни поможете. Ќе ни биде мило и тоа е од интерес на учениците, на родителите, на нас кои живееме во овој град, а сумата е негде околу 67.000 евра за целосно реновирање на таа фасада. Назад комплетниот двор чекаме една скопска фирма и таа да ни биде донатор. Дали ќе успееме како училиште да го направам, не знам, меѓутоа гризиме и за тој дел назад да добиеме еден простор каде што децата ќе го искористат, а моментално се само треви. Таму планот е да има отворени училници како секаде во Европа, да бидат поставени такви училници во кои кога ќе дојде април, мај, децата надвор да ги слушаат своите часови, при тоа ќе се дружат, зборам за помалите деца, а зошто не и поголемите, и така би наликувале на едно европско училиште кое од првиот ден па до ден денес се трудам колку што можам и сакам да успее тој проект и нормално и сите училишта за да имаме една квалитетна настава, квалитетни инфраструктурни проекти, каде што би се гордаеле како град. И последната, најболна тема, знаете, спортската сала. Спортската сала е 700.000 евра, целосна инвестиција. Таа е тип 2 сала која имаме во средното медицинско училиште. Имаме еден проект за пола, доколку некој од вас може да поможе како советници или како некој да се вклучиме како училиште, уште пола да реализираме, ќе добиеме едно комплетно училиште кое што ќе биде пример не само за Битола и за пошироко, бидејќи во училиштето има моментално 900 деца, а тие 900 деца, знаете и сами, се зголемува бројот на часови по физичко, а реализацијата ни е нула. Веќе во вакви временски услови, кај нас во Стив Наумов физичко образование се реализира домино, шах и некои слични игри кои мора да ги реализираме бидејќи временските услови не го дозволуваат тоа. Заеднички интерес на сите, тука не гледаме никакви ни делби ни поделби. Кој има можност да поможи, не само во Стив Наумов и во другите училишта, си поможиме бидејќи веруваме во иднината на младите, да не бидат само флоскули, туку да биде вистинска реализација. Малце бев подолг, ви благодарам. Благодарам, директоре. Јас имам до вас едно прашање. Прво морам да се служам дека се што кажавте така, ако се сака се може. Дали е ова проектот за кој има една година кога ни кажавте и кога ни рековте дека ќе имате и финансиска конструкција и дека ќе ни кажете точно за што се работи, истиот е? Да. Дали имате со истиот аплицирано во општината? Имаме аплицирано, општината аплицирала па повеќе од 6 месеци. Добро, и информациите што би велат? Официјални ги немам, меѓутоа мислам дека одбиен е проектот, општината аплицирала во некој европски фонд каде што го одбија проектот. Добро, ама вие не ви е важно од кај ќе бидат парите, ви е важно да се направи, така? Точно, да, ние го доставивме како до општината бидејќи е готов со предмет пресметка со целосно завршен. Добро, директоре, дали може да ни го доставите до советниците целиот проект? Ако не ви е проблем, тоа е првото мое барање, бидејќи имавме тука една војна за едни училишни, за едни игралишта во едно училиште, едно добри година и пол, може и редно да почнеме војна и за вашето училиште. Така наречена војна. Јас сум сигурна дека тука колегите сите комплет се сложуваат дека ова што го имате направено како проект е супер и дека треба да го види светлото на денот. Ако не ви е проблем, доставете го до Совет на општина Битола, тие да го достават до советниците. Ви благодарам, нема никаков проблем, ќе ви биде доставено и да се надеваме на реализација, сепак интерес за град, не е за поединец. Така е. Ние сите ќе си заминиме, училиштето ќе остане. Ќе остане точно. Некој друг, извинете, Трајковски. Дали имаме проект за спортската сала? Да, има готов проект, тој беше аплициран и во Министерството за образование и култура. Сега таму веќе после изборите има некои промени, дали ќе се продолжи или не знам, меѓутоа еве јас се трудам со
една европска фирма, пола да успее таа да вложи, пола да се најди некое решение, така да мислам дека заеднички би можеле нешто да изведиме доколку не добиеме некои средства. За бети пот, извини што се вклучувам, за бети пот правиме Тип 2, Тип 2. тип 2, да, тип 2. 44 милиони денари е целосна инвестиција. Благодарам. Ке може ова да ни го пратиш, мислам, не мора да е цел проект, значи едноставно информацијата Нема никаков ще е проблем, пуштена. ќе ги добиете материјалите Да. без никаков. Благодарам. Благодарам. Прашање некој друг? Повелете. Едно прашање, кога правеше програмата, беше интересен проект. Зборуваше за водата, за техничката вода, дали на него работиш, добро каде е. подсетам добро памтам. Добро е, Корлевски, супер, се сеќавате. Тој проект ние го спроведивме, ни фалеше пумпа за одвод од бунарот за да ја спроведи водата, се позајмивме со пумпа, меѓутоа намерно или ненамерно некој ја искина инсталацијата со цевките кои требаше да ја спроведи водата и се треба на ново постапка да имаме цевки да бараме и така, не се откажуваме ни од тоа, меѓутоа кој ќе е готов да се пофалиме вака да не биде се. Повелете, колега Петковски. Рековте дека проектот за салата бил доставен во Министерство за образование и наука, така? Да, тој е од 2008. А кога е доставен таму? 2008. Од тогаш нема одговор никаков? Па се имало секојаш одговори и мислам дека пред не Рахманова, Билјана Рахманова веќе беше на чекор да изгради салата, меѓутоа нешто се случи и се изгради во земјоделско. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Јас имам за крај едно прашање. Директоре, вие не сте ВД директор, така? Не. До кога ви е мандатот? До 2026, 22 јуни. Благодарам, се надевам дека ќе добиете уште еден. Дали некој друг има некое прашање? Доколку немате, комисијата ја прекинувам, истата продолжува утре во 10 часот. Ви благодарам за присуството.